Изјавата на председателот Стево Пендаровски дека Македонија уште во ноември знаела за нападот на Русија врз Украина е неодговорна, коментира поранешниот директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации Александар Нацев. Како врховен командант на вооружените сили, Пендаровски не смел да си дозволи во јавност да изнесува детали за тоа какви документи државава добила, и тоа преку механизмите на НАТО. Особено ако се земе предвид дека Алијансата има строги правила по однос на можното нарушување на безбедноста на овие класифицирани информации. Помалку таа негова изјава беше неодговорна, бидејќи вие како врховен командант на армијата и како председател на држава не може да се дозволите луксу да излегувате во емисија и да кажувате какви документи дошле кај вас. Особено не ако тие документи, како што кажа председателот, дошле преку НАТО механизмите, бидејќи НАТО механизмите ние знаеме како оди целиот проток на НАТО документи, особено на класифицирани документи од НАТО штабот до нашите државни органи. Според Нацев, инспекторите за безбедност на класифицирани информации би требало да направат соодветна анализа дали Пендаровски ги прекршил правилата за заштита на класифицирани информации. Таа анализа би покажала дали содржината била јавно објавена и дали навистина во тој документ стојат информациите што ги соопшти председателот, а се однесуваа на планот за руската инвазија, проценката за поставувањето на украинските сили и сите податоци кои НАТО Алијансата ги споделила со земјите членки. Не знаеме дали во тој документ стои точно она кое што председателот го кажа, нели тој дури отиде и со точни датуми, 5 ноември мислам дека го посочи како датум. Посочи дека во документот нели пишувало главни правци на напад од страна на руската војска, проценката за распоредувањето на украинските сили, колку би можеле да ги одбијат тие напади на руската армија. Дури тогаш кога ќе се види документот и кога ќе се спореди документот со она што председателот го кажа на телевизија, може да се одлучи дали ќе се покрene понатамошна постапка или не. Како што изјави Пендаровски, тој уште пред 4 месеци имал информација дека Русија подготвува напад на цела Украина. Датумот за почетокот на инвазијата бил пропуштен само за 3 дена. Но предвидувањата на НАТО за главните правци во кои ќе напаѓала Русија се покажале како точни.